Повелете прашања? Малку од темата примерот заедно нов закон за внесена анкета на телото за помирување, од друга страна ВМРО веќе има поднесено закон за настаните 27 април за целосно ослободување на сите обвинети осумничени, кои веќе и за оние кои што се осудени за кривични дела поврзани со овие настани. Кој е ставот на партијата по однос на тоа кој се треба да опфаќа акциот нов закон и во која насока би се движело помирувањето? Имате координативно тело во собрание, како учествувате како СДСМ, што има? Прво, помирувањето целосно ни е потребно. Второ, дајте да го почекаме извештајот, предлогот на координативното тело за помирување во собранието и да разговараме на ниво на поистиот предлог. Од друга страна, сметам дека во јавноста е неподелено мислењето за разликите во одговорноста, поврзани со организирањето на тој настан, извршувањето на насилството, командната одговорност поврзана со истите и заведените граѓани кои не извршиле никакво насилство на тој кобен 27 април. Убеден сум дека сето ова ќе биде содржано во извештајот или во предлогот кој ќе го даде координативното тело. Можеме ли може да ни се случи да добиеме закон со кој што ќе бидат само опфатени пратениците кои што се дел од обвинетите за 27 април? Бидејќи веќе ВМРО излезе со став дека би се работело не за закон за помирување, туку за закон за поранување, како што ќе е. Мислам дека е злоупотребен поимот помирување, злоупотребен во дневно-политички цели. Сметам дека е една добра, хумана идеја која е исклучително важна за нашето општество во целина, за сите наши граѓани. Помирувањето е врвен приоритет за сите граѓани на Република Македонија. Некој се обидува да го злоупотреби и со цинизам да го представи истото. Убеден сум дека ова координативно тело, предлогот кој ќе го даде, нема да биде на ниво на овие шпекулации, дека буквално и со докази и со аргументи ќе биде понудата представена пред македонската јавност и сигурен сум дека ќе биде и оправдана и прифатена од иста.